Генерален спонзор на документарниот серијал Патуваме низ Мариово е витаминка Прилеп. За да живееш во Мариово, велат, треба да си оттаму. А пак за да се наречеш мариовец, треба да си порастен во специфичните мариовски услови за живот и во себе да ја имате изградено специфичната мариовска материјална и духовна култура, затоа што Мариово е полно со култура, историја, духовност, налик на она што во своите литерарни дела ја има опишано македонскиот раскажувач и романсиер Стале Бобов. Иако животот овде како да застанал, сепак тоа ме наведе пак да дојдам, да влезам, да прошетам низ Мариовско, мариовци една по една да ми ги откриваат таинствените нешта преку приказните, легендите за оваа помалку таинствена област, како што е легендата за познатата Мариовка Чучук Митра и приказната за селото Дуње, кои се опеани во песната Попат одам, запад прашам, кој пат води за Мариово, село Дуње. За да ги надополнам моите досегашни сознанија, но не само со песната Попат одам, запад прашам, кој пат води за Мариово, не само со Чучук Митра боеджиката од селото Дуње, не само со црвениот и зелениот барјак, што дујќани едниот го носеле на свадба, а другиот во војна, не само со патиштата кои од памтивека па се до ден денешен се уште водат во правец на селото Дуње, туку и со многу други легенди и приказни, се упатрив во селото Дуње, едно од многуте камени села во Мариовско, распослано во Дуњското заравнето плато, расположено меѓу Дренска и Селечка планина, на 10 километри јужно од патниот макадамски пат Плетвар, Беловодица, Белкамен, Лигораса, Дуње, на 15 километри југозападно од планинскиот патен правец Прилеп, Селце, Кокрачки рид, Калин, Дуње и на 35 километри североисточно од регионалниот асфалтиран пат Прилеп, Новолагово, Превој Слива, Превој Писокал, Дуње, Витолиште, кај 20-тината преостанати селани кои живеат во ова село, меѓу кои и 60-годишната Трајанка Витревска, која ме пречека, пеејќи ја познатата песна Попат одам, запад прашам, кој пат води за Мариово, село Дуње. Попат одам, леле, запад прашам, кој пат оди за Мариово. Кој пат оди, леле, за Мариово, село Дуње. Таму седи, леле, Чучук Митра, Чучук Митра, бојадживката. Да ми вапца, леле, два бајрака, еден зелен, другиот црвен. Зелениот, леле, за на свадба, а црвениот за на борба.
Otkako Trajanka Mitrevska mi je ispeja pesnata Popat odam, zapad prašam, koji pad vodi za Marijovo, zajedno sa one se trnavme, kroce, kroce, noga pod noga, čekor po čekor, taka da rečam, na jedna dolga prošetka niz njezinoto rodno selo, redum, nisred celoto, srpskite sokaci, sokačenja i pačenja, po autentično da ja vidam da je nešnata slika na seloto Dunje što se veli. Ova širina ovdje što je gledaš je naše to sred selo. Ovdje na sred selo so se koje iz Grejsonce započnoval rabotni den, a so se koje za Edisonce se koje prek večerina na čelo so selski okmet, protujgerod, poljakot i selski pop, Dunjčani ovdje na sred selo to ko krojeli završnio plan što će se raboti narednio den. Ovdje na sred selo, sve koja godina, na selskog slava Mitrovden se izbiral selski od Protuđer, a na sam den Đurđovden se izbiral i selski od Poljaka. Padnatava dzirina što ja gledaš je nekogašnji od An na srebrjan džijata, a ovi je kameni cirini što gi gledaš levo od ovde se navođeše Anot na trajkon džijata. Doreka pak među ovije ornatinive se navođeše Anot na riste Galab, kada što pred 70 i kusur godini, sekoj vtornik i petok navečer, dovađa se lanite od Gorno Marijovo da prenođat, a samo sreda i sabota zajedno dovodi me na Pazarvo prilep. Samo togaš ne odevme ponovo to džade, tuku odevme nekoliko časa peški so do bicite preku Kukrečki od Rid, a podocna preku Ligurasa so šumskite koli i kamioni i so rejzor što ideše od Gorno Marijovo. Родена съм овдека во ова село и тука живеев до 16 години. После 16 години, за да не школува мајка ми, не исели од селото. Се преселивме во село Канатларци. Јас таму бев во село Канатларци до 25 години. Овдека се вратив дури кога се пензионирав на 64 години. Значи овдека сте присутни? Сега 10 години скоро сум тука. Ова е нашиот селски бунар. Никој не знае кога е изграден. Многумина вела дека е од турско време, а го изградил некој си турски бег по име Мехмед. А за тоа дека навистина нашиот селски бунар е од многу давнешно време, се ведочат овие камени плочи, овој грлушник, каменот со кој е изидан, а пред се бунарскиот извор, кој во времево што изминало никогаш не пресушил. Овде на сред селово, во близина на денештава селска кооперација во турско време се наоѓал чуматот, седиштето на турската околиска власт. Од тоа време, па се до пред 30 на години, овде во поштенскава зграда, како што ние си ја викаме, се имавме и пошта, и местна канцеларија, и полициска служба, и парохиско седиште, телефонска централа, ми велеше Трајанка Митревска. Додека Трајанка Митревска ми го опишуваше некогашниот изглед на сред селото, на незиното родно село, забележав како од околните селски сокаци, сокачиња и пачиња, меѓу селските цидини, подзаскриено онака Мариовски, слушајќи го нашиот разговор, со неговата приказна ни се придружи Блаже Мрланов. Добар ден! Добар ден, здрав живот, добре дојдовте. Денеска со моје снимате дојдовме во твоево село во Дуње. Так, Да видиме што има ново во село овака едно. добро да видиме. Да. Така, ова да ми Се кажеш, добро. како е живеачка денеска во селово? Па живеачката, да ти кажам, во селото, бидејќи се сите граѓани, селани тука се по 70 до 90 години, тешко живењето, тешко се живее. Овдека во твоево мало колку сте? Во моево мало има 10 души вака, комши има тука, сточар еден, згора еден самец има овде. Така? Сам, па дола има друг сточар со двајца, позади мене има уште еден Како се сточар. вика тие по име вака да ни А кажеш? овде Трајан Ѓорго се вика згора. Така? Овој самецо се вика дедо Стојан Чачан. Така. Здола Павле се вика со жената, со Така. овците, со стоката. Позади нас Јоше Така. со Јана жената. Потака Коле и така има уште неколку души.
Вака кој ќе се видите, што си му бете да речеме? Кога ќе се видиме, што се муабетиме, тешко може да се дојде до градо, слаба е снабдувачката, нема продавница, нема ништо. Овде во селово имавме и земјоделска задруга Агродуње. Имавме 3 продавници, осмолетка, дом на културата, амбуланта, плантажи со кајси, праски, сливи. Имаме 2 вештачки езера со изграден хидросистем за наводнување. Благодарение на него по некој нивче наводнуваме во лето, ми велеше 70 годишниот Блаже Мрланов. Во 70-те години, 70-75-та, врвеше автобус овде покрај ова село. Така? Кога се пушти релацијата Прилеп Витолиштен, овај Новиот асфалтен пат, пат, така? ова село остана со 3 километри одсечено, подалеку од тој пат. Сега превоз нема секој да патува. Така. Значи 3 километри пат за 3 километри пат не вратија 30 години назад, кога се 70-та година имаш автобус, можеш да се превозиш, а сега по 30 години да не можеме да појме и да се вратиме. Тоа е уназаденост. Додека си муабетев со Блаже Мрланов, во разговорот ни се придружи и Јован Стојановски, велејќи ми: еве дојдев овде на Срцелово, си реков еве едно возило, да му порачам да ми донесе вреќе брашенце, вреќе јадра сол, дузина кибрити, вреќури шеќер и нешто друго за јадење. Ке ни дојде некој на гости, да не се усрамиме, не дека немаме, ама таков е редот, некој пивце или винце да оставиме на страна, туку да те замолам, ми велеше: еве речи си 2 дена струја немаме, заврна, заграме пустињето, па телефонот не ми работи, ако може некако да се спустам со моите во Прилеп. Тие не знаат дека немаме струја, ќе се секираат. Знаеш и тие имаат семејство, да ги чујам. Одамна не се дојдени. Ти од која фамилија си? Спашовци, од Дуње. Како се викаше татко ти? Траја, Мајка ти? Менка, Да, од која фамилија беше? од Утковци. Од Утковци, а? Колку браќи и сестри сте вие? Ние, А, колку? 4 сестри и 3 браќа. ајде да ми наброиш кои се? Трајанка, Галина, Доста, Стојан брат ми, јас и Ванчо. Додека разговараше со неговите најблиски, загриженоста која претходно се гледаше на неговото лице, за миг се преточи во радост, среќа, задоволство, а откако го заврши разговорот ми рече: во името на сите 20 населани кои живееме денеска во Дуње, те покануваме да ни бидеш гостин на нашата утрешна веселба, што ќе се одржи во село Дуње. Поречи си неполни 40 години во нашата црква Свети Димитрија ќе има венчавка, вистинска венчавка со сите адети и обичаи, со зет, невеста, кум, староства, девер, со вистински сватови, со жива музика. Драги мои, полна ми беше душава, многу се радував на поканата, но пред да ви доловам дел од венчавката, пред да ве запознаам, така да речам, со зетот и невестата, од кое семејство се, зошто се одлучиле да се венчаат во овој македонски христијански православен храм, предлагам малку да ве запознаам со најновите мои сознанија за ова убаво Мариовско село.
Прв пат селото Дуње, како и во устните преданија, така и во пишаните и материјалните документи и артефакти, во вистинска смисла на зборот, се спомнува во мноштвата црковни повелби за Мариовскиот регион, меѓу кои и црковните повелби кои датираат од византискиот период, поточно речено од 1020 година за време на владеењето на византискиот император Василий II, од црковната грамота на царот Константин Асен Тих од 1257 година, а посебно во црковните повелби на царот Стефан Душан од 1331 година, царот Стефан Урош V Немајнич од 1356 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин од 1365 година, како и во црковната повелба од македонскиот властелин кралот Марко од 1371 година за Чебренскиот манастир. Најстариот запис во отоманските дефтери во кој се спомнува селото Дуње потекнува од втората половина на 15 век, односно од отоманските пописни дефтери од 1476-77 година, кога во селото живееле 13 семејства. Потоа во отоманскиот пописен дефтер од 1481-82 година, каде е запишено дека Дуње има 23 куќи, додека пак во пописниот дефтер од 1519 година е забележено дека Дуње брои 56 куќи, а пак во пописниот дефтер од 1528-29 година се запишени 63 куќи, а во пописниот дефтер од 1544-45 година во Дуње живеат 83 фамилии. Во овие отомански дефтери забележено е дека Дуње припаѓа на Мариовската нахија во Прилепската каза. Пред крајот на отоманското владење со овие простори во селото Дуње постоеле два чифлици. Најголемиот чифлик му припаѓал на Селим Бек, родом од селото Канатлаци, додека помалиот чифлик бил во собственост на Мемед Бек, родом од селото Подмол. Селото Дуње не го избегнуваат воените дејствија како од првата и втората Балканска војна, така и од првата и втората Светска војна, каде што за потребите на боиштата мобилизирано во разните војски речиси сето население, а пак од мобилизираното машко население, кое било испратено на фронтовите, поголем дел не се вратиле во своите родни огништа, а на многумина до ден денешен не им се знае громнината. За воените збиднувања, за тоа како бил животот во тој временски период во селото Дуње, најубава слика дава воената белешка направена во 1918 година од страна на Петар Карчев, кореспондент на 4-та пешадиска Преславска дивизија, сместена во Мариово, каде што пишува: Крушејца и Дуње даваат целосна представа за големата сиромаштија во Мариовската област. Овие места даваат, според мене, идеја и за најбедниот начин на живот кој можеше да се сретне во тие години во Македонија. Животот на селаните наликуваше на еден од најзастанатите човечки животи на Балканот. Може би само некои најоддалечени места во Албанија можеа да се споредуваат со Мариово по својата примитивност и бедност. Куќите беа камен на камен и представуваа еднособни простории со едно големо огниште. Од некогашното село Дуње, од некогашната селска идила, од джагора на децата во селото, од преполнетото средсело, од полните сокаци, пачење со народ, од некогашната селска слава, од селските празнувања за Божик, за Богојавление, Великден, Спасовден, Петровден, Илинден, Голема и Мала Богородица, Крстовден, Митровден, речиси не остана ништо. Не остана ништо и од некогашната стара селска архитектура, од големите селски дворови, оградени со долги од камени зидани зидови,
Од куќите на два ката, со широките селски чардаци, од стежерот на средината во дворот, со бунарот кој секогаш се наоѓал на северниот дел од дворот, од куќарето кое се наоѓало огништето, од баџара каде биле обесени верушките, од црепните вршниците, од фурните, од куќарето во кое се чувале неоратните и цевграволовите, од трлото каде што се наоѓале овците, козите, јагнињата и јарињата, од куќарето каде се наоѓале ругузините, разбоите и ситната покујшнина. Во Дуње, речиси, не остана ништо од подзиданите бавци, градини, огради, остарници, лозија. Во Дуње не остана ништо од старите занаети, од ковачите, налбатите, самарџиите, сарачиите, терзиите, крванџиите. Сепак животот во Дуње продолжува преку венчавката на Мартин и Орхидеја во црквата Свети Димитрија, која во Дуње се случува речиси точно по 40 години. А дел од ова венчавка, драги мои, предлагам заедно да погледнеме во продолжение на оваа репортажа. На моите дедо и баба, покојните дедо Трајан Говар Таласов. Овдека, кога бев јас како девојче, сум дојде на 63-та година. Свадби се праја секоја недела по 2 по 3. И беше многу убаво, народ имаше многу. И после 36 години, тек сега дури се прави венчавка, например, до сега немало. Се радува ли душите што ете вашиот внук денеска? Се радува многу што прифатија младиве за да се венча овдека, значи во родниот крај мој. Може ли да направиш една споредба како беше венчавката пред 40 години овдека? Еве да речеме за вас вие кога бевте невеста. Пред тоа беше чудно, со коње невести носеа, сватој одеа, тоа беше многу интересно, сега младиве не ичат така, например, али и сега е убаво. Денеска се венчаваат со круни, во времето ваше се венчавале со ловор лиш, односно Со бршлен. Така, со бршлен? Со бршлен се венчава, невестите носеа на главата бршлен. Како беше адено кога ќе дојдеа сватовите, се пеели песни дома кај? Се пеа песни, се пеа кај невестата кој ќе дојдеа, кој ќе излегува исто песни, имаше свадбински песни што се пеа тога во тоа време. Тебе како те зедоа бегалка намерак со свадба? Јас сум бегалка. Зошто бегалка? Не знам, ете Такво беше времето, а? Такво беше времето. Како ти се викаше до мајчинот? Димче. Од каде ти беше? Димче, потеклото му беше од Прилеп, а он роден во Подмол, татко му ранен и земен и па вратен во Прилеп. А јас сум во Прилеп поидена на... Од кое семејство си овдека, од целото Дуње? Цело Дуње сум од Трајан Китевски. Ајде дека им среќа на младенцеве и до година овдека и за крстевка да се Фала дојде. и крштевка да дочекаме. Вjenčajecija rab Božji Martin i rabine Božje Orhideja, v ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Vjenčajecija rab Božji Martin i rabine Božje Orhideja, v ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Vjenčajecija rab Božji Martin i rabine Božje Orhideja, v ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Slezi malo se podobno.
Вjenčajcie раба Божия, откидей раб Божий Мартин, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Вjenčajcie раба Божия, откидей раб Божий Мартин, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Вjenčajcie раба Божия, откидей раб Божий Мартин, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Куме поведете пак? Јас сум Драга Тавеска, по потекло сум ние од Мариово од Бешиште, а одавде потекнува свекрва. Ти си свекрвата, така? Јас сум свекрвата на мајка на Мартин, Така, а инаку јас свадба и венчавка правевме во Прилеп. така. Желба му беше на свекорот и на синот за да направи овде венчавка. Ето желба да му се Ова е прва свадба што ја правите или? втора. Ова ми е черката, за неја се правевме свадба во Прилеп и венчавка На што повеќе се радувате, на синот на свадбата или на ќерката? за двајцата. За двајчета. Вие, господине? Па ја што да кажем, ете, сака, јас си зедоја. Што сте вие, во кој сушто сте овдека? Јас сум староствар. Ајде да направите оврчига споредба, односно да ми кажете дали ви се радува душата што еве денеска во селото Дуње. Душата ми е исполнета пред вечи младите. Ја сакаја, се зедоја, желбата му се исполни нив и нас. Ете, нека биде пример овдека во селото Дуње, да не после 35 години имаме венчавка, па нека биде пример во цело Мариово, полека да се раѓаат свадбите, да се раѓаат заговор децата. Да дај Господј за крштевка овде. Јас се радувам овдека, што после 40 години во Дуње, што има венчака после 40 години на мојов внук Од каде си родом инаку? од Прилеп. Отеде. Ево музикава, слушаме да се вратиме на ово, ќе може? Да, може. Денеска што го имам овдека е најбогато во селото. Ова го немаме пред 40 години. Многу ни е мерак што ова денеска го имаме и народ се збира доста кај нас. Значи, едно живување на селото ни нас. За свадбите, живото во селото, шеф каде беше правиме свадби по 3 дена, по 4 дена се тера и навечер и детските за ова сето да ќе жираме сега. Овде имаше над 30 души зирање. Да дај Господи, уште имаме секоја недела да имаме кој сега имаме народ така. Еве што се вика после 30 години овдека има венчавка во селото. Ова нека биде пример во Мариово да има во 50 села секој ден свадби, секој ден венчавки и кршевки да дај Господ. Да дај Господ се има и секоја фамилија да има по 5 деца, не по едно дете. Вие сте сестра на зетот? Да. Ајде малку, дали си гордеете што сте тука денеска? Да, горда сум, што баш точно денеска во селото на мојата баба Стојна, селото Дуње, се прави венчавка во црквата Свети Димитрија по желба на мојот татко. И Дали ти се радува душата што брат ти се ожени, има свое семејство? Да. Ово да те прашам, ти каде си има жена? мажена сум во Прилеп. Ајде една малку да направиш една споредба. Која свадба беше поубава, твојата? До душа ќе видиме допрва свадбата на брат ти вечерва. Споредба нема
Ама пошто двете ќе биде уба и втората ќе биде уба. Само што вечанката беше во селото Дуње. Драги мои, ви оставам моите 20 на престанати дунчани да си го живеят својот живот и оставам да му ја честитат венчавката на семејството на Валери Толески, кој по татко е родом од селото Подмол, а по мајка од селото Дуње, од родот на Китевци, кој го исполнија манетот на неговиот дедо Трајан и неговата баба Васка, која ќе се жени нивниот правнук Мартин да се венча во црквата Свети Димитрија во селото Дуње, пеејќи ја песната Попат одам, запад прашам, кој пат води за Мариово, која се пее и ќе се пее во Мариово, меѓу мариовци, каде да се наоѓаат тие. Генерален спонзор на документарниот серијал Патуваме низ Мариово е Витаминка Прилеп.